Јавните предпријатија се потешко си ги собираат парите од граѓани и фирми. Вкупниот долг за потрошена, а не платена вода на ниво на регион е зголемен за нешто над 250.000 евра, што е за околу 5% повеќе во однос на досегашниот долг кој изнесуваше приближно 5 милиони евра. Конкретно во Штип ИСАР фактурирал, а не наплатил 1,6 милиони евра. Јавното предпријатие ИСАР има побарувања од предпријатијата во висина од околу 11 милиони и 400 денари, додека побарувања од домаќинствата од околу 17 милиони денари. Тоа се побарувања кои што се уште не се предмет на тужби. Додека побарувањата кои што веќе се дадени за наплата кај нотарите се во висина од околу 76 милиони денари. Речи си во сите јавни предпријатија во регионот, кога во прашање се наплатата на долговите, многу поголем проблем се граѓаните. Со оној законот што е за финансиска дисциплина, значително се подобри наплатата кај правните лица. Значи сега немаме некои поголеми заостанати долгови од нашите корисници правни лица, така да задоволен сум во тој поглед. Проблемот е поголем кај физичките лица. Имаме голем број на социјални случаи во градот Виница, така да и кога поднесуваме тужби преку нотарот и до основниот суд во Виница, кај оние лица кои што се корисници на социјална помош, многу тешко се врши наплатата. Од друга страна, големите побарувања за предпријатијата значат и големи главоболки и неможност за целосна реализација на програмата. Она што значи инвестиции, тешко е да се планира и да се предвиди во услови на вака ограничени приходи и во услови кога и наплатата се намалува, односно вкупните приходи се намалуваат, тешко е да се дојде до одредени средства кои што ќе значат нови инвестиции, а тоа од друга страна ќе значи подобри и поквалитетни услуги на граѓаните. Од тука, извесно е дека извршителите ќе имаат многу работа, но и клештите ќе играат онаму каде што друго чаре нема. Само во последниот месец исклучена им е водата на околу 100 семејства од регионот. 10 пати по толку се на списокот за исклучување.